Добар ден, ова е неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него денеска гостува народниот правобранител господинот Иџет Мемети. Господине Мемети, досега беше правило бројот на представки од граѓаните до вашата институција постојано да се зголемува. Како изгледаше таа бројка изминатава година? Пошто сме во фаза на подготвување на годишниот извештај и ги имаме точните податоци, се пак продолжува трендот на зголемување на бројот на граѓаните кои бараат заштита од институцијата Народен правобранител и оваа извештајна година. Ако минатата година сме имале околу 1000 случаеви на повреда на човековите слободи и права, каде што сме констатирале повреда и сме интервенирале, а од нив над 85% беа прифатени препораките, ова година имаме констатирано околу 1345-6 повреди на човековите слободи и права по разни области. Тоа е доказ дека во Република Македонија се уште е голем бројот на тоа што значи повреда на човековите слободи и права или неможноста за остварување на нивните права. Веќе рековте дека годинава најголем број представки се однесувале на прекршувањето на потрошувачките права. Од кој тип и кон кого беа насочени овие представки најмногу? Прво, факт е дека енормно почна да се зголеми бројот на граѓаните кои бараа заштита од кога беа донесени правилата за снабдување со топлинска енергија од страна на регулаторната комисија. Значи, еден пункт каде што граѓаните сметаат дека им се повредуваат нивните права е топлинската енергија и новите правила, затоа што сметаат дека добиваат бесправно сметки за плаќање на нешто што не го користат. Од друга страна е сегментот на електричната енергија, поточно или така народски речено ЕВН, за која исто така се жалат граѓаните дека бесправно се исклучуваат, дека им доаѓаат енормно големи сметки. Понатака имавме проблеми, односно поплаки и за радиодифузната такса. Но секако дека има и символичен е бројот на тие граѓани што се жалат на давателите на телекомуникацијските услуги. Овде ние како институција искочивме со став дека во Република Македонија, за жал, се уште и покрај тоа, покрај уставната обврска за либерализација на пазарот, се уште пазарот за топлинска енергија не е либерализиран. Така да граѓанинот не е во можност да бира. Тој е принуден да оди кон тој монопол. Затоа ние викаме дека се уште топлификација во Република Македонија има еден монопол кој, за жал, и другите даватели на услуги, што ги спомнав, наместо другите тела, како што се регулаторните тела, наместо да ги штитаат човековите слободи и права по однос на таквите производи и услуги, тие се создаваат правила според нашиот став кои не се во нивна надлежност, затоа што сметаме дека проблем е законската регулатива и тамо може со закон да се определуваат права и обврски, а не со подзаконски акти. Но тој наш став се уште не допира тамо кај што треба да допира за да се среди законот за енергетика, да се либерализира пазарот, а од друга страна контролните меанизми како што се регулаторните тела на вистина да ја одиграат улогата како што треба. Добро, ајде да видиме на што се најмногу се жалеа граѓаните во изминатава година, генерално. Ако ги гледаме редоследно по области, на второ место е правосудството. Тука потпаѓа и судската власт и другите... Кој што беше на прво место доскоро? Така е. Понатака доаѓа полицијата, затворите, работните односи, имотно-правните и така натаму. Ако ја земеме судската власт, граѓаните најчесто се жалат над 60%, 2/3, за тоа дека добиваат неквалитетни одлуки, дека со судската одлука им е повредено одредено право. Зашто ние не сме надлежни? Ние сме надлежни за останатиот дел, за таа 1/3 каде што граѓаните се жалат за неефикасност
неефикасно работење на тој систем. Таму мислиме дека има голем удел на таа неефикасност и условите во кои работи таа власт. Од друга страна, по однос на полициското работење, факт е дека 2012 година е намален бројот на преставки на граѓани за прекумарна употреба на сила од страна на полицијата. И покрај тоа што ги има. Но, за разлика од тоа, е зголемен бројот на граѓаните кои се жалат на тоа дека при пријавување на одредени криминални действија или други работи, полицијата не реагира, не постапува. Ако ги земеме затворите, таму најповеќе се жалат на условите. Вие кажавте еден интересен податок, дека бројот на представки на граѓаните во однос на политичката дискриминација е многу мал. Зошто е тоа така? Од тоа што доаѓа до нас, а ние го работиме и констатираме, доаѓаме до заклучок дека секогаш кога се склучуваат избори во Република Македонија, граѓаните се жалаат на тоа дека им се прекршуваат одредени права поради тоа што припаѓаат на друга политичка опција или имаат друго политичко убедување. Поготово во делот на тоа што значат права од работен однос. И во извештајот се сеќавам 2011 година, најголемиот дел на представки што ги имавме за дискриминација беа за политичка. И таа, верувајте дека е најсурова. Ние преку трудовата инспекција едва и успеавме да го убедиме градоначалникот дека тој дискриминира. Но од друга страна не успеавме да го убедиме граѓаните да терат постапка понатака. Ама што ви кажува тоа? Дека немаат доверба во судството, можеби? Има таква перцепција на граѓаните, затоа што, реков, 60% од граѓаните барат ние да ги преиспитуваме судските одлуки. И сметаат дека таквите одлуки не се квалитетни. А од друга страна, ако ние ги гледаме условите под кои работи таа власт, сметаме дека видите, најголем број на представки што доаѓаат по однос на судската власт се за управните работи, за управното судство или за управниот суд или за висшиот управен суд, помал број затоа што немаат предмети. Факт е дека тој суд и покрај тоа што бројките покажуваат дека најповеќе тамо се прекршува принципот за судење во разумен рок, тој нема услови за да работи. Ние мора да водиме сметка за таа работа како општество со создавање на реални услови за добро работење на тој суд, тогаш секако дека ќе се намали бројот или ќе се елиминира бројот на представки на граѓаните и тој суд ќе биде и ефикасен, а секако дека и ефективен. Еве до нови излегува оценки и од меѓународни организации во однос на човековите права и слободи во нашата држава. Иако тоа не ви е работа, ме интересира некоја ваша перцепција за тоа докаде сме во однос на прекршувањето и обезбедувањето на човековите права во нашава земја. Ако барате оценка од 1 до 5, јас би дал 3 за се. Значи, сме на едно место за кое можеме да кажеме се уште не задоволува ни правната регулатива, но ни професионалноста на институциите, без разлика дали тие што ги спроведуваат законите или тие што водат борба за заштита. Зошто? Од причина што сметам дека во Република Македонија огромно влијание по однос на слабење или бледење на сите институции, па земете ги и невладиниот сектор, влијаат делбите, влијаат многу околности, влијаат различностите. Мора таргетот или фокусот на подобрување на состојбите да го насочиме кон тоа што значи диалог, кон тоа што значи толеранција, кон тоа, само на таков начин можеме да одиме напред. Инаку ќе имаме проблеми. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Ова беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме за 7 дена.